Проектот се вика Инклузија преку спорт и рекреација во рамки на програмата Општо корисна работа. Јас сум општински проектен координатор, инаку во проектот од организационен аспект учествува значи и Агенција за вработување, Центар за вработување Куманово. Така да насочен е кон две целни групи, невработен кадар, односно активни баратели, што се на листата на активни баратели при Агенција за вработување во Куманово, и лица на кои им е потребна било кој тип на социјална услуга. Значи, конкретно нашиот проект, бидејќи е инклузија преку спорт и рекреација, ги опфаќа професорите по физкултура, односно по физичко и здравствено образование, и децата што се корисници во дневните центри, во двата дневни центри на лица со и деца со интелектуална попреченост во Куманово, но и специјалните учениците во специјалните паралелки во Основно училиште Браќа Миладиновци. Исто така, корисници на услуги од овој проект може да бидат и сите други заинтересирани деца, односно лица од подрачје на општина Куманово кои не се корисници на еден од овие два центри или кои не се учесници во двата дневни центри. Значи, во секој случај лица со посебни потреби, било да се работи за физичка попреченост, за интелектуална или за сензорна. Така да формирани се, значи, и може да бидат и дополнително формирани групи на деца со кои ќе работат 5 професори по физкултура моментално. Предвидено беше во проектот да биде и физиотерапеут, исто така да бидат и повеќе професори, меѓутоа зависи од развојот на активностите како ќе се одвива целиот проект во текот на 6 месеци, дали тој број ќе биде зголемен од интересот, односно значи од потребата која ќе биде видлива да се зголеми тој број или не, и на професорите и на лицата што ќе бидат корисници на овие услуги. Во секој случај се работи за збогатување на секојдневните содржини на овие лица во дневните центри со еден тип на активности кои до сега не се биле застапени во нивната секојдневна неактивност, да кажем, така да нешто што е општо прифатливо како еден нормален стандард на живење, тука доаѓа нормално и спортот и рекреацијата, прилагодено на нивните посебни потреби и во координација со постоечките воспитувачи што се во дневните центри, со постоечкиот воспитен и наставен кадар во училиштето Браќа Миладиновци, така да јас се надевам дека сите ќе бидат задоволни и гледам дека одржливоста на овој проект во секој случај е присутна од сите аспекти посматрано, бидејќи интересот и вака, професорите што се ангажирани во проектот, кој официјално почна во петокот, 1 ноември, се според договорот ќе бидат ангажирани 20 неделни, во текот на недела 20 работни часа. 20 работни часа, бидејќи се работи значи за работни часа од овој тип и бидејќи се работи значи за вид на воспитание, вид на образование, вид на рекреација, значи за деца со посебни потреби, во тие работни часа нивни ќе бидат вклучени не само подготовките за тие работни часови, не само значи анализата на резултатите, туку се она што подразбира да овој проект биде од голема корист за понатаму, например следењето на почетокот на проектот, например конкретно на тежината на овие деца кои се инертни, кои се склони на дебелење, бидејќи не се физички активни во никој случај, нивната тежина, нивната општа здравствена состојба, следењето значи на помакот кон многу по-позитивни резултати на тој план, следењето на нивната здравствена состојба воопшто, пак во рамки на нивните можности, значи и кондициони, и здравствени, бидејќи секој од нив може да има и додатни некои диагнози, така да секој биде под контрола лекарска, секој биде следено, значи на тој начин да понатаму планираме да биде во најмала рака од целата ова активност да излезе еден прирачник
за спорт и рекреација за деца и за лица со посебни потреби, кој ќе биде од голема корист за овие лица, од голема корист за нивните родители, од голема корист за било кои дневни центри што сакаат да се занимаваат, кои сакаат тој тип на активност да ги внесат во содржините нивни, а се надевам дека ќе има влијание и врз воопшто врз заедницата да овој тип на активности значи бидат и за како трајно решение застапени во дневните центри, бидејќи се навистина неопходни. Ова е можност на невработениот кадар, конкретно професори по физкултура што се во Куманово, да бидат во ситуација значи да се стекнат со знаење, да се стекнат со вештини за кои не се можеби размислувале до сега, да видат дека може да работат со овој тип на лица и на деца, за да бидејќи таков субјект во Куманово не постои како формиран субјект, правен субјект кој би водел некој тип на вакви активности, да дека може значи да размислуваат значи и сами да се најдат во некоја значи таква професионална активност своја, која е повржена преку нивната приватна, би била повржена преку нивна приватна иницијатива или партнерска со заедницата седно, така да значи целта на овој проект е не да бидат само задоволени потребите од тој тип на услуги на корисниците на дневните центри, туку и да невработениот кадар биде во ситуација да види дека може и значи само иницијативно да преземе некој вид на работа за